Слушнете не! Слушнете не! Слушнете не! На Около FM. Zdravo drugarčinja, zdravo dečinja, zdravo teenađeri, zdravo mladi возрастни, zdravo возрастни. Почнуваме со нова сезона на Слушнете не! На Около FM. Јас сум Ноела, вашата домакинка и водителка, и ве поздравувам од Около FM. А зашто ќе зборуваме? За прекрасните спомени од нашето лето. Бидете со мене на 90,8. Денеска ќе ви раскажувам како јас го поминав моето лето. Заедно ќе патуваме, сонуваме до Валенција. А дали знаете каде се наоѓа Валенција? Во Шпанија! Држава во Европската Унија што е далеку од нас. А зошто некој би патувал до Валенција? Па, една од многу добрите причини е Музеот Океанографик.
стигнува до Валенција, ако си битолчанка, со мало куферче. Одиме чекор по чекор. Прв чекор, мајка ти купува авионска карта пред 1 месец. Откако ќе го добиеш својот бординг пас, си разгледуваш каков тип на авион, колку летови, дали е carry-on или checked-in, багаж, колку време трае летот, на кое седиште седиш, со кое друштво, дали седиш до прозорецот, колкав е авионот, голем, мал, среден. Например, можеш да леташ со Airbus или Boeing. Во Airbus спаѓаат A380, но почесто тој авион се користи за прекоокеански летови, што траат околу 18 часа. Но патувањето до Валенција не е баш директно. Прво треба од Битола до Скопје со кола од твој избор. Од Скопје до Белград со АТР мало авионче, што ние го крстивме Рипче. После неколку часа чекање, од Белград до Мадрид, летавме со А320, што траеше околу 4 часа. А потоа, од Мадрид до Валенција, патувавме со воз. Тоа е bullet train, брз воз, кој што вози и до 320 км на час. Но кога си во него, и ако пробаш да се движиш, се чувствуваш многу чудно. Како да лептиш, а всушност си на земја. И така стигнуваме до Валенција. А што правиме во Валенција, ќе чуете после музичката пауза. Flamenco,
Другарчиња, се враќаме во емисијата. А до каде стигнавме со патувањето? Ајде да ве испрашам малку, дали ме слушавте? До Белград, Мадрид или Валенција? Валенција! Така е, тие што одговорија Валенција, имавте точен одговор. А што бараме во Валенција? Океанографик! Центарот во кој што има многу бројни животни што живеат во вода, на копно и во воздухот. Ако го гледате од дрон, центарот океанографик изгледа како неколку вонземјански летала да слетале насред Валенција. Може би се прашувате зошто јас сакав да го посетам овој музеј. Затоа што јас имав голема желба да погледам делфинчиња. А во океанографик има делфинчиња. Делфинчињата во океанографик правеа многу интересни трикови. Живеа во неколку огромни базени со своето јато. Делфинчињата имаат тренери кои што ги имаат тренирано многу интересни трикови, а ние седевме во публиката и се воодушевувавме. А за публиката имаше организирано квиз за делфинчињата и ние бевме 10-то место на Кахут. Како посетител во Ошенографик добиваш мапа и идентификација. И со мапата, бројче по бројче, ги посетуваш сите живеалишта на различните животинчиња. Бидејќи тоа е огромен простор и ако немаш мапа, ќе се загубиш. А може би и ќе завршиш во кафе со папагали, а под тебе ќе пливаат ајкулчиња. Но штом сум јас тука, не завршив така. После делфинчињата го посетивме живеалиштото на ајкула чекан, Hammerhead Shark. Ајкулата е огромна и очите му се на левата и десната страна на чеканот. Имаше и бебе ајкулчиња чеканчиња, многу беа сладки. Но чувството дека околу тебе пливаат милиарда ајкули не е баш сладко. Но во секој случај е уникатно. До следната дестинација се стига преку огромен хол кој што е направен од стакло и ти си обкружен со вода и многу животинчиња. Додека си низ овај хол, ако се погледнеш нагоре, ќе ги видиш мешињата и фацичките на различните животни. Јас, например, ја видов ража Stingray. Нејзиното тело е како ромб, а имаше и многу опасна опашка. Ако ја видите одоздола, се смешка. Таквата риба, Stingray, го уби Стив Ивин, човекот кој што се занимаваше со сите животни на светот. А сега продолжи со тоа да се занимава неговиот син. После овај воден хол, стигнавме во Медитеранот. Тоа беше живеалиште на медузи и октоподчиња во секакви различни големини и бои. Местото беше направено многу интересно за прекрасна позадина за Инстаграм слики и сторис.
наскоро ќе одлетаме до делот на птиците. После музичката пауза. Врабчето не е папагалче, не умее да збори, не умее да пее, само си църцори. Църца, 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 кой ќе биде прв? Църца, 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 щом ќе најде църв? Църца, 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 кой ќе летне прв? Църца, 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 допала навърв. Църца, 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 кой ќе биде прв? Църца, 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 щом ќе најде църв? Църца, 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 кой ќе летне прв? Църца, 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 допала навърв. Врабчето не е папагалче, не умее да збори, нито да се смее, само си църцори. Църца, 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 кой ќе биде прв? Църца, 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 щом ќе најде църв? Църца, 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 кой ќе летне прв? Църца, 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 допала навърв. Църца, 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 кой ќе биде прв? Църца, 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 щом ќе најде църв? Църца, 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 кой ќе летне прв? Църца, 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 допала навърв. Јас сум Ноела, а ова е Слушнете не на 90,8 мегахерци. Укло FM Битола. Tumbe tulumbe, 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 dum da dum dum dum, tumbe tulumbe. Другарчиња, сега ќе ви кажувам за делот со птици. Tumbe tulumbe, tumbe tulumbe. Во огромен заграден простор се наоѓаат папагали, фламенга, пеликани, пајчиња, пингвинчиња, многу различни птици. Но дали можете да замислите дека нивниот дом се граничеше со нивните предатори? Први комшии со птиците во Oceanographic беа крокодилите, алигаторите, делфините, ајкулите, желките и тие така си се печеа на сонцето, а птиците не се чувствуваа загрозени. Заклучок имаат добрососедски односи. А уште еден многу интересен дел во Oceanographic беа животните од северните мориња. Тоа беа белуга китовите, фоките и морските лавови. Посетителите можат да ги видат овие животни и на површината на водата и внатре. А белуга китовите знаете кои се? Оние со главче како балон, а постои и таков карго авион на Airbus. Asombra
И како шлак на оваа патувачка торта беше 4D киното! 4D киното во Oceanographic е огромна купола, нешто како во факултетот ФИКТ на УКЛО, но 100 пати поголема. 4D киното е многу уникатно искуство. Влегуваш во една огромна просторија, кои што имаат фотели, на кои што можеш да легнеш. Добиваш опрема за превод и место да гледаш во еден правоаголен екран, гледаш секаде околу тебе, како да си дел од тоа што се прожектира. Ние го одбравме филмот на станокот на животот и се чувствуваш ко да си мала бактерија или клетка. И ако се вртиш многу лево-десно, додека го гледаш 4D кино, ќе добиеш морска болест. После 4D киното излеговме задоволни и срекни. И така го заокруживме патувањето во Oceanographic. Топло го препорачувам. Во Валенција има палми, море, во паркот беше поставен Гуливер со лилипутанците и уште многу други причини да се посети Валенција. Можете да одите следното лето. Ова е уште еден многу убав спомен од моето лето, за кое што можам да пишувам на писмена или да си раскажувам со другарките. А верувам дека и вие, другарчиња, имате по некое убаво искуство од ова лето. When I get back, click, clap, blaster. Следно прашање, кој сака да оди на училиште, нека крене рака. Ајде сега баби, дедовци, мајки, татковци. Гледајте околу вас, дали некој од вашите деца крена рака за сакање да оди на училиште.
Да се пребројме. Дали има 10, 100, 1000, 5000 деца што сакаат да одат на училиште? Нема тука сакам, не ќам. Мора! А таму ќе си се видиме со класната, другарчињата и ќе учиме. Па што ни е друго работа? Да шетаме. Кое што е почеток на новата учебна година. Ви посакувам среќа, успех, радост и понекоја нова симпатија. Искрен поздрав, магична прашања и детска љубов за вас. Со вас бев и јас, Ноела, сега 8 одделенка. Тон мајсторот Љупчо Цветковски и главниот одговорен уредник на Укло ФМ, магистер Сонја Тантарова Груевска. Големо поздравче! Džabe pari, skapi stvari, džabe se na svet ako nemaš drugar, ako nemaš drugar. Ništo nema da mi fali, imam baš sve koga imam drugar, koga imam drugar. Seko ide nekako avantura, znaj, ajde ne možeš bez mene, znam. Ja znam.
Укло FM, Битола, септември 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло FM, Битола.